Добро вечер. Недела 22 часот. Време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Ефто, почитувани гледачи, вие сте на вистинското место. Зошто? Бидејќи во наредните 50 на минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Вечерова емисијата ќе биде составена од 2 или 3 дела. Стожерен дел на емисијата ќе биде интервјуто со Воислав Шешел, снимено пред 2 недели, во понеделникот пред 2 недели во просториите на Хепи телевизија. Тамо е и настанато, или така е и настанато интервјуто во траење од 6 или 7 минути, кој јас го давам за Хепи телевизија, кој може да го погледате на YouTube, веќе 55-56 гледано тој интервју, кај што говорам за односите помеѓу Република Македонија и Република Бугарија. Трае 6 или 7 минути, бидејќи воопшто не е планирано, не е предвидено да биде снимено тој интервју. Со Миломир Мари се знаеме 20 години, сме пријатели. Го замоли, бидејќи Воислав Шешел имаше интервју за Хепи телевизија, да ни ослободи дел на простори или канцелари на Хепи телевизија, да не губиме време, да не одиме до Земун, да го снимеме во Хепи телевизија Воислав Шешел. Тогаш имаме средба со министерот за надворешни работи господинот Селаковиќ, и кога Миломир Марич ги слуша моите анализи кои му ги правам на господинот Селаковиќ за односите помеѓу Република Македонија и Република Бугарија, тогаш инсистира барем 5 или 6 минути по завршување на интервјуто со Воислав Шешел да гостувам во Хепи телевизија. Така станува тоа интервју, трајање до 6 до 7 минути. Значи, стожерен дел на нашата емисија ќе биде интервјуто со Воислав Шешел, кој отвориме многу прашања, ќе трае 32 минути, меѓутоа пред тоа интервју ќе направиме одредена мини анализа на проблемите со името и проблемите со Република Бугарија. Секој време, почитувани гледачи, си има добри и си има лоши страни. Во одреден временски период можете да правите одредена анализа, во друг временски период треба да правите или може да правите друга анализа, бидејќи времето, односно луѓето, во одредени временски периоди не може да ја прима таа анализа. Кога се во емотивна категорија, кога се во емотивна состојба, тогаш тешко може да примат одредена рационална политичка анализа. Се уште е рано, може би за 10-15 дена ќе може да се направи една рационална политичка анализа на односите помеѓу Скопје и помеѓу Софија. Меѓутоа помина 5 или 6 или 10 години од кога јас сакав да ви направам одредена политичка анализа како е јавен проблемот со името Република Македонија или како отворен процесот на проблем со името Република Македонија, бидејќи кога ја говорев пред 4 или пред 6 години, веројатно немаше да има амбиент да можете да ја прифатите, да можете да ја примите ова политичка анализа. А вистината е следната, дека 3 мокни цркви, 2 од Балканот и Руската православна црква, значи Руската православна црква, Српската православна црква и Грчката православна црква некаде пред 30 години го отварат прашањето на името Република Македонија. Србите тогаш водат војна во Хрватска, се подготвува да водат војна во Босна и Херцеговина и им виси Косово. Милошевиќ ја повлекува JNA, меѓутоа секоја смета дека со помош на своите инсталации во Република Македонија, секојаш може да ја приклучи Република Македонија во прегратките назад на Србија и на официјален Белград. И остава Српската црква во договор со Руската црква и во договор со Грчката црква да го отвори прашањето на името. И кога секоја српските политичари веќе ги прашавте зошто не го решава црковниот спор или спорот помеѓу Република Македонија и Република Србија, те велат дека не се во состојба или немат можност да го решат тој проблем. Зошто? Бидејќи Српската црква има директни линкови со Руската црква. Се сеќавате на интервју со Велимир Абрамовиќ, кога тој говори дека Руската црква всушност е логистика на КГБ, дека му е шеф, дека му е надредена на Владимир Путин. Тоа сега веќе можеме да го кажеме отворено. 3 крупни цркви за македонското прашање го отварат македонското прашање, го отварат прашањето на името и 30 години ние де факто имаме проблем со тие цркви, со Српската, со Грчката и со Руската православна црква. Пред 2 години во овој шпил на 3 цркви се вклучува Бугарската православна црква. Тоа е писмото кое Македонската православна црква или синодот на Македонската православна црква го испраќа до синодот на Бугарската православна црква и всушност Македонската православна црква ја замолува Бугарската православна црква и признава на Бугарската православна црква дека ни е црква мајка, дека ние потекнуваме од Бугарската православна црква. Колку и да делува шокантно, почитувани гледачи, тако писмо е испратено од синодот на Македонската православна црква. Не е испратено само од оцет Патемје во Бигорскиот манастир, туку е испратено од синодот на Македонската православна црква. Што прави Бугарската православна црква? Заседава и кога сите очекува дека бугарите ќе го добијат тој поклон кој го очекува 50, 60 или 70 години, бидејќи нема поголем поклон од тоа Македонската православна црква, Охридската архиепископија, да ја признае патронат и да ја признае на Бугарската православна црква дека е наша црква мајка, Бугарската православна црква тоа го одбива. На официјална седница на синодот на Бугарската православна црква
тие не го прифаќаат предлогот на Македонската православна црква. Зошто? Бидејќи е силно, изразито е силно руското влијание во Бугарската православна црква. Под притисок на Руската православна црква, која се плаши нешто слично да не се случи со Украинската православна црква, Бугарската православна црква го одбива предлогот на Македонската црква и Бугарската православна црква не прифаќа да биде црква мајка во однос на Македонската православна црква. Во меѓувреме, неделникот 168 часа во Бугарија излегува со одредена статија кај што објаснува како е формирана најголемата бугарска компанија, тоа е компанијата Мултигруп, компанијата на Илија Павлов, и вели дека таа компанија е формирана со првичен влог кој синодот на Бугарската православна црква, внимавајте, синодот на Бугарската православна црква тамо некаде пред 30 години дава првичен влог преку кредитна банка во висина од 3 милиарди левови. Во согласност со Тодор Живков или со дадено зелено светло од Тодор Живков, големиот комунистички лидер на Република Бугарија, синодот на Бугарската православна црква одобрува преку кредитна банка, а тоа се банки кои подоцна фалираат, одат во стечај во времето на Жан Виденов, и тоа е кризата 97 година, кризата која до темела е растресува бугарската држава и подоцна на власт се враќа Иван Костов кој води војна со Илија Павлов од Мултигруп. Има обиди или два обиди за атентат врз Илија Павлов и третиот обид е успешен, убиен е некаде на 7-8 март 2003 година. Значи така е формирана најголемата бугарска компанија Мултигруп. Во најголемото, во златното време на Мултигруп, на свој офшор сметки, кеш пари, таа компанија има некаде 3 милиарди долари. 3 милиарди долари има компанијата на Илија Павлов. Во златното време на Мултигруп, луѓето околу Илија Павлов биле поранешни соработници на тајните служби или поранешни шефови на тајните служби. На прашањето зошто е одбран токму Илија Павлов, се вели дека поради две причини. Прво, имал добри бизнис делки, имал нос за правење бизнес, и како второ, има блиски комуникации со бугарските тајни служби или за бугарска државна безбедност. Неговиот татко работи за 6-тото бугарско управување, а таткото на неговата сопруга бил шеф на 3-тото бугарско управување, или тоа е војното контрразузнавање. Така избран Илија Павлов. Меѓутоа таа компанија Мултигруп, кој подоцна помогнува бугарските социјалисти некаде 94-95 година после падот на владата на Желјо Желев да се вратат на власт во Република Бугарија, се враќа со помош на овие фирми кои се формирани во времето на Тодор Живков. Како се формирани? Со пари, со 3 милиарди левови од синодот на Бугарската православна црква. Тоа значи две работи, почитувани гледачи. Прво, дека синодот и Бугарската православна црква е по целосна контрола на бугарските тајни служби или на бугарската државна сигурност, како што соработник на бугарската државна сигурност е и Каракачанов и Бојко Борисов и сите видни политичари во Бугарија изминатите 30 години, и како второ, преку бугарската државна сигурност се по целосна контрола на КГБ. И кога говориме за компанијата Мултигруп, таа компанија 95-та година се споменува на она историска пресконференција на Љубомир Фрчковски, тогаш министар за внатрешни работи на Република Македонија, неколку дена после извршениот атентат врз Киро Глигоров, и компанијата Мултигруп тогаш на таа пресконференција се споменува како можен нарачател на атентатот врз Киро Глигоров. Никола Груевски својата кариера ја прави во Балканска банка, која е банка на компанијата Мултигруп. Тоа на Фейсбук статус му го пишо Красимир Каракачанов, некаде пред 3 месеци Красимир Каракачанов му пишо Никола Груевски, кажи на македонската јавност дека својата банкарска кариера, својата брокерска кариера ја отпочнал во Балканска банка, која беше банка на Илија Павлов или на Мултигруп. Кирил Пендер, кој беше долгогодишен директор на банката на Мултигруп во Република Македонија, Балканска банка, беше главен бугарски резидент во Република Македонија. Имаше одлични релации со Никола Груевски и беше во исклучително добри пријателски односи со Љупчо Ѓоргиевски, тогашниот премиер на Република Македонија. Кирил Пендев е завршил својата кариера, неуспешно се обидува да биде градоначалник на Благоевград, и Љупчо Ѓоргиевски како пријател на Кирил Пендев му помага од таа кампања тој да биде градоначалник на Благоевград. Тоа е всушност Мултигруп. Улогата на Мултигруп во политичките разврски во Република Македонија, посебно во мандатот на таа претходна власт на Љупчо Ѓоргиевски, Никола Груевски на ВМРО ДПМН, беше исклучително мокна. Се спомнуваше во атентатот на Киро Глигоров, тоа никош не е докажано, и всушност Илија Павлов сите тие тајни ги однесе со себе во гробот некаде март 2003 година, кога беше извршен атентат на Софиските улици. Затоа се прават тие анкети сега. Се прават тие анкети преку списанието или порталот Религија, и на прашањето дали македонците прифаќаат новото името на црквата да биде Охридска архиепископија, 54% од македонците велат да, ние се согласуваме новото име на црквата да биде Охридската архиепископија. Може би се согласуват. Не е тоа битно, не е тоа суштината на прашањето. Новото име на црквата, новото име на Македонската православна црква ќе биде Охридската архиепископија. Дадена е согласност
од Вселенската патриаршија, дадена е согласност од Грчката православна црква. Таа работа има завршено американскиот амбасадор во Грција, господин Джефри Пајет. Джефри Пајет веќе трет пат ви кажувам дека е клучен играч на целата таа стратегија, клучен играч на процесот на промена на името Република Македонија во Република Северна Македонија, значи архитект, заедно со актуелната американска амбасадорка во Република Македонија, господјата Брнс, се архитекти на тој процес и тој договор кој завршува во Нивица или Преспанскиот договор, со кој името Република Македонија се менува во име Република Северна Македонија. И тој е архитектот на признавање на Украинската православна црква од страна на Вселенската патриаршија. По истиот принцип, Джефри Пајет инсистира и обезбедува согласност и на Вселенската патриаршија и на Грчката православна црква за решавање на црковното прашање или решавање на името на Македонската црква. Како што сега стојат работите, името на Македонската црква ќе биде Охридска архиепископија. И гледате како играат тие играчи, почитувани гледачи. Значи се јавува проблем на 2 или 3 цркви. И тоа е основа за вмешување на Вселенската патриаршија. Српската црква досега имаше проблем со Македонската православна црква, тоа е билатерален проблем. Во моментот кога пред 2 години Македонската православна црква бара согласност Бугарската црква или ја моли Бугарската црква да не биде црква мајка, се вклучува и трета црква. Кога има судри помеѓу 2 цркви кои се признати од Вселенската патриаршија во однос на една црква која не е призната од Вселенската патриаршија, Македонската православна црква, тогаш има основа за вмешување на Вселенската патриаршија. Тој основ се користи и сега во согласност со тој основ Вселенската патриаршија ќе се вмеша во црковното прашање во Република Македонија. Нема да има во првата фаза размена на томоси за меѓусебно признавање помеѓу Вселенската патриаршија и Македонската православна црква, туку заедно ќе служат поглаварот на Македонската православна црква господинот Стефан и патриархот на Вселенската патриаршија господинот Бартоломеј. Таков модел беше предвиден со Нишкиот договор, кога требаше да се воспостави меѓусебно признавање на Македонската и на Српската православна црква. Тамо беше предвидено заедничко сослужување на поглаварот на Српската православна црква и поглаварот на Македонската православна црква. Значи тие елементи од Нишкиот договор Вселенскиот патриарх ги зема под притисок на амбасадорот на Америка во Атина господинот Джефри Пајет и истиот модел кој беше предвиден со Нишкиот договор сега ќе примине истиот модел за меѓусебно признавање на Вселенската патриаршија и Македонската православна црква која во иднина ќе се нарекува Охридска архиепископија. И сега почитувани гледачи, јас мислам дека ви е јасно зошто одредени емисии беа снимени во рамки на циклусот емисии во Центар. Јас не е важно дали се согласувам со името Охридска архиепископија. Кога правите во одредена политичка анализа, вие не кажувате што сакате да се случи. Јас кој сум најстрекен да остане името Македонска православна црква, цртичка Охридска архиепископија. Меѓутоа кога правите политичка анализа, не е битно што вие сакате, туку што проценувате дека ќе се случи во Република Македонија. Името Охридска архиепископија или ова што сега ви го кажав и го раскажав, не е работа која јас сакам да се случи, туку е работа за која јас проценувам дека ќе се случи. Таа работа ќе се случи во наредниот период. Значи во пакет ќе бидат решавани многу прашања. Приемот на Македонија во НАТО веќе завршена работа, некаде после изборите во Бугарија ќе се откочи процесот на отпочнување на разговори, преговори помеѓу Европската унија и Република Македонија, ќе биде решено црковното прашање. Тоа е пакетот на кој инсистират американците. Затоа сите официјални представници на Соединетите американски држави кои се заинтересирани за Балканскиот полуостров во изминатите 10 дена излегал со силни критики за Европската унија и за Република Бугарија зошто не отпочнат процесот на пристапни преговори со Република Македонија. Тоа го направи Филип Рикард, тоа го направи господинот Палмер, некаде пред изборите во Америка тоа го најави Хој Ти. Сега има една друга работа, а тоа е најавата дека господинот Кристофер Хил, кој беше веројатно најголемиот амбасадор на Соединетите американски држави во Република Македонија, кој го реши тој проблем со времената спогодба помеѓу Република Македонија и Република Грција и кој беше дел на екипата на Холбрук кој го решаваше прашањето со Слободан Милошевиќ, има најави дека ќе се врати на голема врата во американската администрација и во Стейт департментот. Ако Кристофер Хил се врати на голема врата во администрацијата на Џо Бајден или во Стейт департментот и ќе биде клучна неговата улога во овој регион, тогаш можеме да очекуваме брзи политички разврски, бидејќи тој е дел на таа булдожер екипа на Ричард Холбрук. Знае како се решаваат проблемите. После Република Македонија прави една блескава дипломатска кариера, амбасадор на Соединетите американски држави во Полска. Тогаш Полска ги прави најголемите чекори на пристапување кон НАТО, ЕУ и станува клучен сојузник на Соединетите американски држави во Европа. Тоа е она поделба на стара и на нова Европа и е представник на Америка во тие преговори со Северна и со Јужна Кореја. Значи ако дојде Кристофер
Хил, ќе влеземе во еден процес на домино и на брзо решавање на сите прашања поврзани со Република Македонија. Гледате, почитувани гледачи, што се случува во Српската православна црква. Значи, во првот некаде од 30 на дена. Прво починува поглаварот Иринеј, пред него починува поглаварот на таа Црногорска православна црква или Црногорска приморска епархија, митрополитот Амфилохија. Сега е заразен наследникот на Иринеј или чуварот на престолот на Српската православна црква со изборот на нов поглавар. Значи, две клучни фигури на Српската православна црква, господинот Амфилохија, кој секогаш важел за близок на британските служби, и господинот или поглаварот Иринеј, кој секогаш важел за близок на руските служби, починуваат во рок од 30 дена. Се случува тоа што се случува во Црна Гора. Има најави дека Москва е незадоволна од донесувањето на Александар Вучич. Единствен човек од кој се плаши Александар Вучич е поглаварот Иринеј. Значи, две клучни фигури на Српската православна црква умират поради зараза од коронавирус. Всушност умират од кога веќе се излечени од коронавирус поради последици од коронавирусот. И сега станува една голема дупка во Српската православна црква и всушност тоа ферментирање во Српската православна црква може да оди во различни правци. Русите никогаш нема да дозволат Српската православна црква да не биде контролирана од Руската православна црква, да не биде контролирана од српските служби кои се под директна контрола на руските служби. И затоа ќе биде многу интересно да се види кој ќе дојде на чело на Српската православна црква. Овие елиминации, овие умирања на одредени поглавари на Српската црква од коронавирус не се случени или се случени, ќе покаже времето, меѓутоа сега се јавува еден дефицит на клучни играчи во врвот на Српската православна црква. Амфилохија секогаш важел за теолошки најдоминантен владика во врвот на Српската православна црква, за разлика од Иринеј, кој секогаш важел за политички најмоќен човек во врвот на Српската православна црква. Како станува Иринеј поглавар на Српската православна црква? Иако освоја најмалку гласови од трите кандидати кои беа кандидати да бидат наследници на поглаварот Павле или на патриархот Павле, со ждрепка тој излечен и станува поглавар на Српската православна црква. Зошто? Бидејќи има исклучително блиски релации со Москва, со Руската федерација, со Руската православна црква. Сега после неговата смрт се јавува голема дупка и ќе биде прашање кој ќе води Српската православна црква. Зошто е тоа битно? Бидејќи преку Српската православна црква Руската црква ја спроведа својата политика на Балканскиот полуостров. И горе-доле ја разбирате суштината на нашата анализа. Македонија пред 2 години им дава на бугарите да почитираат пенал. Македонската православна црква, претпоставувам договор со Зоран Заев, им испраќа порака, им испраќа барање на Бугарската православна црква и на синодот на Бугарската православна црква со молба тие да бидат наша црква мајка, ние да бидеме црква ќерка, а Охридската архиепископија да биде во подредена позиција на Бугарската православна црква или не знам на таа Преславска Бугарска православна црква. И тоа не се случува. Бугарите тоа го одбиваат. Зошто? Бидејќи е се уште драматично силното руско влијание не само во Бугарската црква, туку и во бугарската држава. И ово што сега се случува со Каракачанов, кој ќе го анализираме некаде во наредната или понаредната емисија, ова атерирање е всушност само купување време. Бидејќи целата таа структура, која де факто го доведе процесот за вето на Република Македонија за почнување на преговорите со Европската унија, е под силно влијание на Руската православна црква и под силно влијание на руските тајни служби. Има одредени играчи кои бугарските служби се водат под псевдоним Дончо, доека во руските служби се водат под псевдоним Гоце. Претпоставувате стана збор за господин Красимир Каракачанов. Тоа е суштината на проблемот. Не прават бугарите проблем бидејќи се сметат доволно силни и мокни да ја блокираат Република Македонија, бидејќи има таква задача. Тоа им е ролјата која им е намената. Ролјата која им е намената на бугарите е да има една или две држави тука на Балканскиот полуостров кои нема да бидат членки на ЕУ и на НАТО и преку кои ќе може Руската федерација постојано да прави дестабилизација тука во јужното крило на НАТО. И таква беше најавата дека ова што се прави сега помеѓу Република Бугарија и Република Македонија е една од формите за дестабилизација на јужното крило на НАТО. Таква беше пораката која беше испратена од грчкиот весник Катамирини. Таа порака беше испратена колку до Република Македонија, уште повеќе до Красимир Каракачанов. Бугарското раководство ја свати таа порака, се притајува малку, атерира или ретерира во своите ставови, меѓутоа тоа е купување време. Ќе видиме каков ќе биде одговорот на Руската православна црква и на руската држава во наредниот временски период. И да заклучам, почитувани гледачи. За мене неприфатлив Преспанскиот договор. За мене неприфатливо името Република Северна Македонија. За мене е најмалку прифатливо
Во Уставот на државата да се менува уставното име Република Македонија. Не е прифатливо нашата црква да се нарека Охридска архиепископија, иако името Охридска архиепископија ми делува мокно. Ми прави одреден историски линк со Византија, со македонските династии во Византија. Преку Охридската архиепископија писменоста се шири секаде низ светот. Христијанството се шири во Киевска Русија, кој е основа, кој е фундамент на формирање на денешната Руска Федерација. Меѓутоа не сакам да се менува име под притисок на било кого, без разлика дали е то Србија, Русија, Бугарија или Вселенската патриаршија. Значи тоа е неприфатливо за мене. Ова што сега ви го говорам, се мои очекување што ќе се случи во иднината, а не мои желби што сакам да се случи во врска со Република Македонија. И тоа беше мини анализа. Сега одиме во вториот дел на емисијата, или оној стожерен дел на емисијата, интервјуто со Воислав Шешел. Трае 31-32 минути, офаќаме многу теми. Одлично интервју, да ме верувате, останете со нас, погледнете го интервјуто, нема да зажалите. Каде оди светот? 20 дена Америка не може да избори председател. Што се случува, господине Шешел? U Americi su izbori falsifikovani. I iako je 4 godine bio predsjednik, Donald Trump nije uspeo da održi kontrolu nad državnom administracijom. Ona je očigledno u rukama raznih masonskih krugova i nevladinih organizacija, takozvane duboke države, i sav je taj aparat radio protiv njega. I ta ogromna količina glasova, koja je bez ikakvog reda ubačena u glasačke kutije, pogotovo glasovi koji su pristigli poštom, to su sredstvo manipulacije najobičnije, jer je mnogo više Amerikanaca sad izgleda glasalo nego što ih je bilo u biračkom spisku. A birački spiskovi se u Americi prave uoči svih izbora. Na taj način što se sami građani koji imaju državljanstvo prijavljuju da će glasati toga dana. Znači, onaj ko se na vreme ne prijavi da će glasati, ne može da glasa. A oni imaju milione glasova ljudi koji se nisu prijavili za glasanje. 90 milioni po pošta. Pa to je strašno. I 4 Vi mjeseca... znate i u Makedoniji i u Srbiji, kad je reč o tim glasovima koji stiže u poštom, da je to mahom sve falsifikovano i da su to glasovi za vladajuću partiju, za režim. Така беше од Kod диаспората. nas je tako oduvek. Ко се гласаше во диаспората дека се донесат тие гласови. Jeste. У меѓувреме Jer nema kontrole. така е, се согласувам. И што ќе се случува тамо? Гледате, тоа е поделена веќе држава. Два дела. Држава која се наоѓа пред сериозни Većina граѓански. Amerikanaca je uz Trumpa, to se sada vidi. Ali ovi imaju uticaj i dobro su organizovani. Kakav će biti ishod, sad ćemo da vidimo. Гледате, господин Ali mislim da tu može i Vrhovni sud da odigra veoma značajnu ulogu. Гледате, господин Шешел, кога ние гледаме што се случува тамо, тогаш првата помисла што ни доаѓа е дека ние као Балкан добро сме поминале. Кога тие помеѓу себе си го прават тоа. Tamo je sad još gore nego što smo mi na Balkanu doživjeli. Ние и добро сме поминале. Iako skoro nikad nismo imali čiste izbore. Дури велат дека овој софтвер, нели што се користи, Dominion тамо, дека е дел некоја канадска компанија која има седиште во Хјустон, која има седиште во Америка, но дека софтверот е тука во Србија и дека е тестиран во 26 држави. Dobro, to nije baš sad potpuno provedeno. Ne znam ni ja sam šta bih rekao o tome gde je to koncentrisano. Ali u svakom slučaju imali su veliki utjecaj na američke izbore, a verovatno i na naše i razne prethodne И што вие проценувате, да речеме, ако тамо се толку мокни? Ako да tamo bude Biden preuzeo funkciju predsjednika, to je znak da je mrtva demokratija u Americi, da nema demokratije. A ako uspe Donald Trump da sve ovo istera na čistinu, znači da još postoji onaj osnovni demokratski ner u strukturi američkog društva i da ima još neke nade da se očuva demokratija. Gospodine Шешел, како тоа на регионот? Например, Џо Бајден пред 15 години како подпредседател го прима Хашим Тачи и го нарекува дека е косовски Вашингтон. Pa da. Гледате каква функција... Pa sad se malo pere od toga izgleda, Da, pošto je Tači u zatvoru. Da. Malo se pere, ali cela ta demokratska stranka je bila iza Šiptara, podržavala Šiptare. I mislim i ovoga puta da su Šiptari u Americi ogromnu količinu novca, ili Albanci. Ja ne mislim da ih vređam kad kažem Šiptari, oni sebe tako nazivaju, mogu da kažem i Albanci, bez ikakvog problema. Dakle, oni su finansirali i ovog puta kampanju Bajdenovu, velikim delom.
Да, те и не кријат дека се за демократите. Главната улица во Приштина, Да. Бил Клинтон, споменици, Pa рудни tamo богатства. su nekoj ulici dali ime i Bajdenovog sina koji je umro kao narkoman i tako. Зашто Русија е вака пасивна во целиот тој период? Гледате, ние сме некаде 8 или 9 месеци во една сериозна пандемија. Реална или вистинска, не е битно, меѓутоа Pa i Rusija je mnogo pogođena ovom pandemijom. U početku je izgledalo je u početku da će je brzo savladati. Međutim, tek sad kad se provede masovna vakcinacija, to će značiti kraj epidemije. Jedva čekam da se i kod nas donese ta vakcina. Mislim da bi najbolje bilo da se Srbija opredeli za rusku vakcinu, jer nam oni daju tehnologiju da je proizvodimo ovde. A mi imamo institut Torlak koji je nekad bio slavan u celoj Evropi po kvalitetnim vakcinama. колку што јас имам информации, нели тоа е продадена некоја структура блиска Nije да со prodato, nego su planirali da prodaju, zato su ga sistematski uništavali. To je dosmanlijski režim koji je vladao do 2012. овде народот и во Србија и во Македонија има сериозен отпор према вакцинација, нели? Pa ne znam, Mnogo- ja sam mnogo- propagandista u korist vakcinacije. Но се залага Više od 30 godina ja se vakcinišem protiv gripa. I grip nisam imao. Kao dete sam primio sve postojeće vakcine. Tad nismo imali vakcine protiv svih dečjih bolesti. Deca su mnogo umirala od šarlaha, na primjer. Onda su deca mnogo oboljevala od zauški. Znaš šta su zauške? I onda je nama deci neko tamo ispričao, od tih zauški se nije umiralo. Ali je postojala opasnost kod muške dece da ostanu sterilne ako prebole zauške. Pa smo se mi dečaci ipak razmišljali, voljeli bi nekad imamo svoju porodicu i svoju decu, bojali smo se da ne dobijemo zauške pa da nam izazove sterilitet. To sam kao osnovac o tome razmišljao. Hvala Bogu, sad postoje vakcine za sve dečje bolesti i treba svu decu vakcinisati. Ja sam za to da se ljudi ne vakcinišu nasilno, da to ne bude pod prinudom. I tako sam se izjasnio javnosti. Ali oni koji rade u medicinskim ustanovama, u vojsci, policiji, na šalterima, moraju biti vakcinisani. A što se dece tiče, znate šta, ne mogu se deca dati pod apsolutnu vlast roditelja. Tu je podeljena odgovornost države i roditelja. Ako roditelj nije savestan, onda država stupa na scenu. Onda ima pravo da kazni roditelja ako nije vakcinisao dete. Jer deca do 18 godina ne mogu sama da odlučuju o sebi. Ta vakcina je dokazano da pomaže i ona BCG protiv tuberkuloze i mnoge druge. Protiv malih boginja oči, boginja ovoga, onoga. Mi smo to zvali krzamak i pljuskavice svojedno kao deca. Jer sve sam ja to prebolovo kao dete. Ali ono gde je postojala vakcina, uvijek su mi otac ili majka vodili da se vakcinišem. Nije se postavljalo pitanje hoću li ili neću. И гледате колку Jer razuman čovjek zna da je vakcina zaštita. I gluposti se razne iznose u javnosti, da vakcina izaziva, na primjer, autizam kod dece. Nije istina. Autizam se nasleđuje od očeva. Neki gen je defektan. I treba to nauka dobro da istraži i da se taj gen leči koji prouzrokuje nasledne bolesti. Nije autizam jedina nasledna bolest, ima ih još. To će nauka savladati. Ali se ne može reći, onaj ko je vakcinisan dobio autizam. Nemojte. Косово, Хашим Тачи пред еден месец е испратен во Хаг. Дали е тоа театар или ќе биде некоја реалност, ќе видиме, меѓутоа сепак оди во Хаг 20-22 години. Ja mislim da je zapadnim silama cilj da sa pozornice političke skinu sve učesnike rata. Sve one koji su imali glavnu ulogu u ratu. A mislim da tamo neće biti ozbiljnih procesa, držat će ih neko vreme i onda će ih osloboditi ili osuditi na vrlo male kazne. И кај Јосип Брос Тито после 20-22 години, овие партизани комесари ја напуштија сцената, тоа е 65-67 година, Бријански пленум, економска реформа, стопански така натаму. Значи, рок на трајање на команданти е некаде 20-22 години. Ресет се прави на системот. Црна Гора, Мило Џукановиќ, Косово, Хашим Тачиеве, во Босна и Херцеговина, Бања Лука и Сарајево ги губат. Дали се прави еден тотален ресет тука на Балканите, што очекувате да се случува во наредниот период? Pa mi smo imali jedan režim u Makedoniji koji je bio
proruski nastrojen, koji je shvatao da orijentacija na istok može doneti ekonomski prosperitet Makedoniji. To je shvatio i Nikola Gruevski. Međutim, vidjeli ste šta su zapadnjaci uradili. Umešali su se u unutrašnje poslove i isforsirali izbore pod njihovim uslovima i doveli na vlast prozapadni režim. Naravno, ja ne želim Makedoncima da se mešam u to, neka biraju vlast kako žele, ali želim da oni sami biraju vlast, a ne da im zapad nameće. Kao želim da im i u Srbiji sami biramo vlast. Dobro, što ova slučaja сега? Гледате бугарите што прават во Македонија, вие познавате историја, не би влагале нели во некои историски теми, меѓутоа, знаете, денес во 21 век, после 50-60 години независна држава, вие да барате некој да признае дека има заеднички корени, да идентитет и така натаму, е тотално анахроново. Да се разумемо, ми Срби, бугари и македонци, ми смо истог порекла. Бугари su samo nasledili tuđe ime. Taj azijatski narod, Bugari, koji je došao na Balkan i zavladao, bio je ratničko pleme, ali bilo ih je svega 10.000. A mi smo zapravo naslednici jednog jezika koji se razvio u dijalekte. I prema velikim lingvističkim stručnjacima, kakav je bio Aleksandar Belić, mi govorimo štokavski svi, kao što i Rusi govore. Jer smo srodnog porekla. I od jednog jezika je nastao i ruski, i ukrajinski, i bugarski, i makedonski, i srpski. Dakle, isto nam je poreklo. Makedonski govor je staroštokavski. Tako su govorili i naši preci kad su tek došli na Balkan. Kao što Makedonci još uvijek govore. Ali stvorila se nacija. Stvoren je književni jezik. Čak i pre Prvog svjetskog rata u Srbiji je štampan neki bukvar na makedonskom dijalektu, ako se sećate. Postoji to. To se zna u Makedoniji, valjda. Znači, Srbi su imali osjećaja za to. I nije nama padalo na pamet da nasilu osporavamo Makedonce u pogledu izlaska iz Jugoslavije. Mi smo želeli da Makedonci ostanu. Ja sam se malo ovako prepucavao, ljut što su oni zauzeli, što je rukovodstvo zauzelo prohrvatski ili proslovenački stav. Inače, niko nije ni pomišljao da treba nasilu Makedoniju zadržati. Niko ne dovodi u pitanje makedonski jezik na kome je već izrasla makedonska književnost. I ona se razlikuje od bugarskog. Makedonski jezik sličan i srpskom i bugarskom. Ali je sad nešto posebno. I to treba poštovati. Pa dел на вашите српски историчари, Александар Раковиќ, вела дека тоа е природен процес. Дека за разлика од Црна Гора, ова е природен процес кој е завршен. Од Црна Гора е друга ситуација. Да, за разлика Тамо тог процеса nije bilo. Да, нема таков, овде има сосем еден. Овде има процес, stvoren je jedan poseban jezik i to se mora poštovati. Dobro. Nećemo da sad terat Makedonce da se odreknu toga jezika. Pa да, тоа се барањата на бугарите. Нема македонски јазик, pa, тоа е западно-бугарски дијалект. To su sad njihove aspiracije stare, na kojima će oni još insistirati neko vreme, ali ja računam da će doći vreme da se bugarski narod pobuni protiv prozapadne politike. Već tamo ima nemira. I da ćemo se mi... 70-80 dena se tije protesti. Ja se nadam da ćemo se mi uskoro naći svi zajedno u ruskom taboru. Се уште верувате во тоа? Вие I da ćemo obesmisliti te svađe oko ovoga, oko onoga. Poštovat ćemo sva tri jezika, i srpski, i makedonski, i bugarski, i živeti kao braća što i jesmo. Добро, Смоли Шешелј, се уште верувате во таа идеја? Вие последното интервју пред 2 години таа идеја ја лансиравте. Еве сега во Ниш има тренинг центар, русите бара да се отвори уште еден тренинг центар тука во Србија. Тоа бара во Србија, да. Војводини. Да, барат нели уште еден центар. Потпишен е тој Вашингски договор. Господјата нели министар, портпарол на Министерството за надворешни работи даде една многу навредлива нели споредба на Александар Вучиć со тоа што беше во Ниски срасти филмот. Русите се незадоволни од Србија очигледно во овој период. Jeste zato što režim u Srbiji sedi na dve stolice. Па мислам дека одбора дека седат на една столица. А ми то непрекидно критикуваме. Има ли шанса некако да се направи балансот, бидејќи Србија секогаш била... Има ако радикали доđu на власт. А сад смо тренутно избачени из Скупштине. Зошто? Вие после толку години повторно не сте во парламент. Jeste, izbačeni smo.
Što će vide sa Kosovo, što mislite kad vide? Zato što su izmislili 14 stranaka i plasirali na izbore, a naprednjaci su im dali potpise. Gospodine Šešelj, što će vide sa Kosovo? Сега ako pobedi ta demokratska struktura... Mi ne smemo pristati na odcepljenje Kosova ni u jednoj varijanti. Oni nam mogu oteti Kosovo, ali nas ne bi smjeli naterati da prihvatimo to, da potpišemo. Jer ako potpišemo, to je zauvijek izgubljeno. Ako nam otmu, a mi ne potpišemo, tad mi ćemo to vratiti. Kako vi bi definirali ova pandemija? 8 mjeseci, 9 mjeseci, ako je zemlje Kina, Japonija ili ona istočna Azija, to je već jedna godina, 1 mjesec vlada ova pandemija. To niko živ u svetu ne zna, ne mogu ni ja da vam dam odgovor. Vaše lično mislite... Ja se nadam da će vakcinacija učiniti svoje. Mislite дека ние сме некоја трета биолошка војна, светска војна, дека тоа е Moguće je. Moguće je da je virus veštačkog porekla. I cilj je tih faktora u Americi koji sad ruše Trumpa, te duboke države, masonskih krugova, savjeta za spoljnu politiku i tako dalje, trilaterale, cilj je da se smanji broj stanovnika na svetu. Sa 7 milijardi da padne na 1 milijardu i da onda oni vladaju svetom. Oni smatraju da je svet prenaseljen. I oni će možda plasirati neki novi virus kad se ugasi i kad ga suzbije vakcinacija. Гледате што се случува во Македонија, сменивме пред 2 години име, имаше еден референдум кај што македонските граѓани, или вие ги пофалихте македонските граѓани тоа пред 2 години, рековте дека се она што го имате лошо кажано за македонскиот народ веќе не важи, бидејќи на референдумот покажа дека не сакат, не прифаќаат притисок и така натаму, па го сменивме името со оние купување на гласови во парламентот и така натаму. Сега бугарите нели ставаат вето, барат уште поригорозни, поригидни ставови имаат во однос на македонското прашање Грција. Како ви ова го дефинирате? Гледате, ние пред 30 години имавме сосема некои други илузии, дека Европа е демократија, дека се права и така натаму. Jesu valjda iluzije mrtve? Да, веројатно. Jeste, ali pametno bi bilo da Bugari prihvate realnost i da se mi spremimo na obračun sa Albancima. Albanci najviše ugrožavaju Makedoniju. I oni sve više jačaju tamo, koliko ja znam. Со Трамп беа некако смирени, знаете. Smireni, a sa Bajdenom kako će biti, to se... Што вие проценувате тој проект? Ja znam da će biti loše. Albancima je cilj podela Makedonije. А со Косово вие имате ли шанса нешто, некое разграничување да направите со Вашингтон? Nećemo da se razgraničavamo, hoćemo celo Kosovo da sačuvamo. Гледате ова со Вашингтонскиот споразум или договор е како некоја генерална проба како ќе изгледа. Ja sam kritikovao tu neke stvari, Vučić je tu napravio popust jedan Trumpu za njegovu kampanju. Ima tamo stvari koje nismo smeli potpisati, na primjer to da naša ambasada preseli u Jerusalim iz Tel Aviva, da se Hezbollah proglasi terorističkom organizacijom i tako dalje. A što se Albanaca tiče, mi smo spremni da im damo maksimalnu autonomiju. Da oni 10 ili 12 opština gde su Srbi u većini bude priključeno centralnoj Srbiji. A ostatak da Albanci imaju sve osim vojske i carine. Da imaju svoju policiju i svoju vladu i da upravljaju tom teritorijom, ali da su pod srpskim suverenitetom. Ja mislim da je to najviša autonomija na svetu. To imaju Farska ostrva, to ima još poneko. Мислите ќе прифатат? Тие веќе се во еден Pa сериозен ja mislim, ako mi budemo uporni, da neće imati druge. Ili će novi rat, ili će prihvatiti. Што јас колку што можам да дадам, не постои тука расположение за војна, дека вие Косово веќе да ви е товар на еден поголем дел на Treba Србија. imati jednu stvar, da je Srbija sad mnogo jača nego što je bila pre 12 godina. Да, војнички веќе се Vojnički je наоружувате. jača, ima i više integrisana sa Rusijom. Evo sad smo potpuno primljeni u evroazijsku integraciju i Знаете што ме чуди? Например, откажува Србија војни вежби со Белорусија и Русија. to je bio loš potez. Ja sam to odmah napao. Дачич, кој важеше за Oni проруски... su tad rekli da otkazuju sve vojne vežbe i sa NATO i sa Rusijom.
Да, Дачич кој нели ваеше за проруски човек, не е министар за надворешни работи, 4 месеци се правеше владата. Па дури на подпишување на Puni Вашингтон. smo problema. Да, Ali ja o tim problemima javno govorim svaki dan. дайте сам да кажам дека како вие да ја напуштате политиката, како Србија говорам, не како Српска радикална, Ne, како да Srbija ne напуштате može политиката. opstati bez oslonca na Rusiju. A to je budućnost i Bugarske i Makedonije. I tu naše tri države treba da nađu rješenje. Jer nama su i Bugari bratski narod. Mi smo istog porekla, ali su nas zavađali kroz istoriju pa smo prolivali ogromnu krv za tuđe interese. To ne sme da se ponovi. Гледате што случува во Ерменија. Значи Ерменија секогаш беше Jermenija je kriva. Zašto? Ona je promenila režim. Odrekla se saveza sa Rusijom i okrenula zapadu. I što Rusija za nju da proliva krv, ako se ona okreće zapadu. Da nije promenila orijentaciju prema zapadu, ne bi Azerbejdžan napao. Видите, Алиев, председателот на Азербејџан, го нарекува Пашанин дека е човек на Сорос, дека Сорос пред 2 години има направена одредена револуција во Ерменија и дека тоа може би причината. И тоа знаете кога гледаш што се случува во Ерменија, Нагорно Карабах. Тоа исто како што беше со македонците во Егејска Македонија, како со србите во Хрватска крајна и така натаму. Значи збегови, напади. Da je Jermenija ostala čvrsto uz Rusiju, ne bi bilo ovoga rata. Не спомнавме Грција. Пред 1,5 месец или 2 месеци имаше посета на државниот секретар Помпео на Грција. Беше примен во семејната куќа на грчкиот премиер Мицотакис. Грција станува стратешки партнер број 1 на американците. Па дури има одредена најава дека ова база од Инџерлик ќе се префрли или ќе се пресели на Крит во базата суда на Грција. Значи грците кои до пред 5 или 4 години беа најбитни сојузници на русите тука на Балканот, Путин беше примен со највисоки почести, Света Гора како император, како еден од последните императори што се. Сега Грција менува својата стратешка позиција. Pa jeste, ali Grci treba da vode računa da njih ugrožava Turska, a da ih NATO neće efikasno braniti ako i Turska napadne. A Turska se nikad neće pomiriti da Grčka zadrži sva ostrva u Egejskom moru. Гледате, Аја Софија. Од музеј претворена во џамија, Русија не реагира. A znate Se me- zašto? Zašto bi Rusija reagovala? Kad je Carigradska patrijaršija priznala Ukrajinsku crkvu kao nezavisno od Ruske crkve. Zašto bi onda reagovala? Тоа е по директен притисок на Джефри Пајет, кој е амбасадор на Америка Jeste, ali во Атина, а беше амбасадор во Vi Украина. не? znate kakvi su fanarioti. Mi imamo s njima loše iskustva i kroz istoriju. Kad je ukinuta Srpska patrijaršija 1766. Oni su za novac kupovali srpske eparhije po raznim srpskim zemljama, u Bosni pogotovo, pa onda gulili kožu narodu da bi te pare nadoknadili i zaradili. Mnogi Srbi su prešli na islam ili na katoličanstvo jer nisu mogli trpeti fanariotske vladike. A sad su fanarioti za velike pare priznali Ukrajinsku crkvu. Ko će sada i brani? Što bi Rusija branila? Što bi i Srbi branili? Što bi sad mi njih branili? Господин Шешел, ве плаши ли политиката на Ердоган? Гледате, нема место тука на Балканот или во Jeste, ali pazite, mi nismo među prvima koji su izloženi. Izloženi su Grci opasnosti. Гледате, Сирија, Грција, Siriju su Ерменија, sedili Rusi, još malo je tu posla ostalo. со Франција конфликти, значи Ердоган веќе почнува. Erdogan pravi veliku silu, dokle će uspjeti, to ćemo vidjeti. Што очекувате? Мислите дека Турција може да биде, она е сега втора сила во НАТО структурата, Još što ona ima 80 miliona stanovnika, to se ne smije zaboraviti. A više od 5 miliona Turaka živi u Nemačkoj. I oni ogromne pare šalju u Tursku. I iz drugih evropskih zemalja mnogo pristiže. да веќе почнуваат. Turska sad ima dobre odnose sa Iranom, a Iran također ima oko 80 miliona stanovnika. Гледате сега ова што се случува во Франција, па се случува во Австрија. Значи луѓе од овде, од Македонија, овој што го направи инцидентот во Австрија, веќе полека Европа
počnува да сваќа што се случува на нејзина територија. To je Albanac iz Makedonije. Да, тој е родом односно со потекло од Македонија, роден е во Виена, од некое село Челопек. Он е од селото Челопек, од каде што е Љубе Бошковски, со кој бевте во ХАК, нели, тој е поделен. A šta radi Ljube Boškovski? Па тој беше министер за странски инвестиции. Mene je naljutio zato što se okrenuo protiv Johana Tačulovskog. Не се во добри односи, а Јохан Трчуловски па беше кога се прогласуваше Тала Џафери, овој што беше командант Форина, председател на собранието, и не го спречи. Така да во Македонија се измешани работите, веќе патриоти, предавници, многу е тенка линијата. Bio u bliskim prijateljskim vezama u Hagu sa obojicom, ali mi je bilo krivo kad se okrenuo Tačulovski još ostao u Hagu, kad je davo izjave protiv njega. Gospodine Šešeljke, има ли војна на Балканот? Sad ne. Ne vidim sad trenutnu opasnost. Ali u budućnosti je moguće. Ако Бајден биде председател на Америка, Sve je moguće. бе плаши ли тоа, да речеме, ко Србија? Вие Pa застанете на ja страна, mislim da se u Srbiji trenutno niko ne plaši, ali sve je moguće. што ќе биде со Македонија, бидејќи оваа стратегија на Бугарија, а и она една тиранска платформа што имаше партијата Дуј. Гледате, партијата Дуј обвинува дека до 57 година, од 1912-13 година, кога се србите, нели, во Република Македонија, до 57 година, дека извршен геноцид врз албанскиот народ. Дека ако не бил тој геноцид врз албанскиот народ, дека албанците ќе биле, ако не исто бројни со македонците, тоа може би биле побројни. Сега дури и Бигорскиот, Јован Бигорски манастирот, што или нета беше тамо, го нарекуваат дека е некој пиемон на некоја нова албанска православна црква на територија на Македонија. Значи, тие не се откажуваат од таа некоја своја стратешка идеја. Што очекувате? Pa ja mislim da će Makedonija imati mnogo problema. Što se tiče Srba, niko u Srbiji nije protiv Makedonije. I svi su za prijateljske odnose sa Makedonijom. Ali nas zabole neki antisrpski potezi makedonskih vlasti. Кој, на пример? Pa od priznanja Kosova pa nadalje. Bilo je dosta Тоа беше tih poteza. владата на Груевски. Pa jeste, ali Gruevski promenio posle stav i priklonio se Rusima. I mi smo to odmah pozdravili. I pružili bratsku ruku, jel tako? Мислите дека... Jer sam ja davao izjavu da su ga četnički bajoneti kroz Srbiju branili dok je izašao u Mađarsku. Jel se sećate toga? Да, дадовте такви изјави. На вистина, мислите дека вие го имате sprovедено низ Ma ne, ja sam to više da naljutim one koji su protiv njega. Nismo se mi u to mešali, on je prošao diplomatskim kanalima. Вие мислите, господин Шешел, дека падна поради Русија, Никола Груевски? On je pao zato što se okrenuo prema Rusiji, to je moje mišljenje. Поранешниот амбасадор и амбасадорка на Германија во Република Македонија и во Република Бугарија сега обвинуваат партијата ВМРО-ДПМН дека има просрпски и проруски елементи. Тоа беше партија која некаде пред 3,5 години беше безмалку на границата да биде прогласена за терористичка и да биде опасно за целиот регион. Тој ониза настане на 27 април во Македонскиот парламент, учества на Горан Живаљевиќ, нели, представник на БИА во Република Македонија. Меѓутоа секојаш ги обвинуваат за просрпски и проруски сили. Мокни ли се просрпските проруски сили тука на Балканот за да може да создадат одредени форми на нестабилност, на дестабилизација? Која е стратегијата на Русија? Можеме ли да дефинираме, постојано говорите Русија, но никако да ја дефинираме која е таа Srbija стратегија? neće da izaziva nestabilnost u Makedoniji. A što se Rusije tiče, Rusiji je cilj da bude dominantna sila na Balkanu. A to je podudajno sa našim interesima, našim srpskim. A mislim da bi trebalo da bude podudajno i sa makedonskim i sa bugarskim interesima. Jer mi smo se oslobodili od Turaka zahvaljujući ruskoj pomoći. Srbija bi još bila pod Turcima da nije bilo Rusa, da nije bilo ruske pomoći. A Bugarsku su Rusi praktično oslobodili. Da nije bilo ruske vojske, Bugari bi još bili pod Turcima. Da nije bilo srpske vojske, Makedonija bi bila pod Turcima. A srpska vojska je uz rusku pomoć mogla da oslobodi Makedoniju. Па гледате сега, A danas je Makedonija samo ono što je oslobodila srpska vojska. Бардарска Vardarska Македонија е Makedonija. денес северна во Ono наводници što su Македонија. oslobodili Bugari, oni su pretvorili u Bugare. Видите, господин I Шишел, naterali ljude da se tako izjašnjavaju. A Grci su proterali uglavnom makedonsko stanovništvo, во je li tako? најголем дел. Da. Гледате сега бугарите
се плашат од името Северна Македонија. Те се плашат најмногу од две имиња. Вардарска Македонија, која асоцира нели во наводници на српски дел, бидејќи ако има Вардарска Македонија, има и Пиринска Македонија во Бугарија, и се плашат од име Северна Македонија, бидејќи ќе се отвори прашањето на Источна Македонија, тоа е Пиринска Македонија. И тоа е стравот клучен на Бугарија. Како со ово име Северна Македонија, американците да настојуваат Северна и Јужна Македонија еден ден да се спојат, како Источна и Западна граница. Дали стратегијата на американците да ја турнат Македонија кон Грција, ако Грција е нивни стратешки сојузник? Да, али не знам, ништо нема многу македонаца у Грчкој. Не, чисто како, зашто и преговори имаше Глигоров со стариот Мицотакис, со таткото на сегашниот премиер, тајни преговори до 93 година, тоа е Грилакис, Николаус Грилакис, дека Македонија и Грција преговараа во тој временски период за конфедерација, преговараа и со Србија, преговараше Глигоров и со Грција. Како вие гледате што може да се случи во регионот? Да, ја би требало да будем баба Ванга да тоа све предвиđам. Тешко е тоа предвидети. Вие све што кажавте горе-доле... Неизвестно е све на Балкану. Ali za sad mislim da neće biti ratnog sukoba, za sad mislim da ćemo imati neke rezultate u ekonomskom razvoju. Nisam ja protiv ekonomske saradnje ni sa Albanijom. Nama je jeftinije sad robu da izvozimo preko Drača nego preko rijeke u Hrvatskoj. A ako ima nemire na Kosovo, Rusija će biti neutralna ili će vi pomoći? Mislim da će Rusija držati srpsku stranu ako Srbi ne iznevere Rusiju. Ako Srbi ne naprave neki protest protiv Rusije. Toga se bojim. Mnogo sreća. Hvala mnogo. Bilo mi je zadovoljstvo. Пред да ја одјавиме емисијата, ќе погледнете две интервјуа. Овие интервјуи ги имаме снимено пред 2 недели во Белград и ќе бидат емитувани некаде до Нова година на програмите на емисијата во Центар. Едното интервју е со господинот Драгаш, со него имавме интервју некаде пред 7-8 месеци, кога беа оние времења на карантин во Република Македонија. Тоа интервју го снимавме преку Skype. Тоа интервју има некаде околу 130.000 гледаност, значи одлично помина пред македонската публика. Сега има уште едно одлично интервју со господинот Драгаш, погледнете неколку минути од тоа интервју. И второто интервју, тоа е интервју кој вие го баравте, тоа е со Александар Ного. Тоа е новата звезда на тие теории на заговор. Значи едно одлично интервју трае некаде 2 сати и 20 минути. Размислуваме дали да го пуштиме во 2 дела, кога да го пуштиме. Јас мислам дека ќе го пуштиме некаде за Нова година, дали ќе биде во 2 дела или ќе биде поделено на 2 емисии, на 2 интервјуа ќе видиме. Значи имаме уште 2 одлични интервјуи со господинот Драгаш и господинот Ного. На крајот на оваа емисија ќе погледнете по 2 или 3 минути парчиња од едното и од другото интервју и подоцна ќе се вратиме до одјавиме емисијата. Господин Драгаш, некаде пред 8 месеци на почетокот на пандемијата имавме интервју, направивме одредена анализа, гледано повеќе од 130.000 пати од македонски гледачи, ги погодите сите работи. Застанавме до вашиот совет, до македонците, инвестирате во инвестицијско злато. Многу ми ме прашува како да се инвестира. Ајде тука да им објаснимо една минута на почетокот, потоа ќе правиме нова политичка анализа. Mnogi su se nama javljali u Beograd i mi smo ih uputili šta treba da se radi. Znači, suština razumevanja je da se beži iz papira, novčanog papira koji se falsifikuje. Bilo da je to dolar, evro, švajcarski franak ili bilo koja valuta. Што тоа значи? To znači da se beži u realnu ekonomiju. Pa sam ja predložio da prvo da se dignu pare iz banaka. Jer svi koji budu imali novac u bankama će izgubiti taj novac. Stiže veliki financijski tsunami koji će dovesti do toga da će se depoziti štednje u bankama biti blokirani, jer banke su prezadužene i ne mogu to da vraćaju. Znači, prva stavka, uzmi svoj novac fizički u svoje ruke. I sad si podigao to što imaš. Moj savjet je, znači, i ljudi, sve veći broj ljudi to sluša i počinje da kupuje, investirajte u plemenite metale. Dobro, што тоа значи? Например, кога ќе речете инвестицијско злато, Investicijsko, дали е тоа конкретно злато? fizičko zlato, Тоа е физичко. ne papir. Значи физичко злато. Ima i sertifikat. ETF-ovi se zovu, to je prevara. Znači, nemoj da investiraš, on ti kaže ovako, ti uplati pare tu, mi ti damo papir na kome piše da ti imaš zlata toliko i toliko. Ne to. Znači, ti uplatiš novac i za taj novac dobijaš fizičko zlato. 1 gram, 2 grama, 5 grama, 10 grama. Како тоа да го прават? Molim? Како на берза да купуваат злато? Ne može na berzi, to su mnogo male količine Znači, na preko berzi, agenti nego mora. preko agencije. Naši ljudi u Beogradu to rade, ne znam ko radi to u Makedoniji, verovatno će se neko
vrlo brzo organizovati. Mi smo povezani sa rafinerijama koje prečišćavaju zlato, znači oni, da bi se dobilo 4 devetke, onda i Turska, Cirih, Austrija, zavisi s kojom sve radimo, i oni iz Dubaja, jedna rafinerija, i onda naša agencija radi tako, znači da se na dan, pošto je to berzanska cena, svakog dana se ona menja, tog dana kada se faktura, kada se uplaćuje, tog dana se odredi kurs, cena, koja količina, i onda ide isporuka u nekoliko dana. Što znači to rafinerija? Rafinerija znači dolazi iz rudnika zlata. Afrika, Rusija i tako dalje, dolazi, kao što nafta dolazi u rafineriju i prerađuje se u benzin, tako da bi se dobila fina unca zlata. Unca zlata je 31,1 gram, unca zlata. To, znači unca zlata. I 4 devetke, znači da bi se dobilo. Ovdje, kada se pričamo o investicijama, znači kada investiraš, ti ne investiraš u nakit, ne nakit, nego u pločicu, investicioni u dukat. Mi radimo sa pločicama. Aleksandar Novo, teoretičar na zaveri ili ekspert za teoriju na zaveri. Ko така некој ќе ве дефинира дали тоа ве навредува или го чувствувате или го доживувате како комплимент? Ja sebe tumačim i posmatram kao običnog čovjeka i predstavljam se kao običan Srbin. Nisam teoretičar zavere. Ne smatram to ni za uvredu, ni za neki kompliment. Jednostavno mislim da sam čovjek koji skuplja informacije iz veoma različitih izvora i te informacije samo saopštava javnosti, ništa više. Ние во Македонија, на пример, имаме израз самоника. Самонико растение. Кое само никнува. Така и со вас. Одеднаш почнувате да правите бум на интернет. Ако да речеме допред 3 или 4 години Мирољуб Петрович правеше бум на интернет, сега вие правите бум на интернет. 700.000, 1 милион прегледи на овие ваши видеа и така натаму и така натаму. Че сте многу популарен. Интернет е на сосема друга публика, надвор од мејнстрим медиумите што се развива сега на Балканскиот полуостров. Вие сте и идол. Има 1000 луѓе кои бара интервју со вас. Ja sebe tako ne doživljavam. Ljudi me prepoznaju na ulici, a to što ste rekli da sam samonikao, to mi prija, pošto korov je samonikao. Znači vi ste tako kako da korov. Neuništiv je korov, jel? Ili pirej na makedonski. Jeste. Imamo mi travu pirevina se zove, neuništiva, isto korovska trava. Ljudi me prepoznaju, čestitaju me, pozdravljaju me, meni je zbog toga veoma neprijatno i to me jako zbunjuje i plaši me. Iz prostog razloga što apsolutno se ne smatram značajnim ni po kakvom osnovu. Informacije koje ja saopštavam, koje ja pričam, nisu moje u smislu da sam ja nekim istraživačkim posebnim postupcima došao do tih informacija, nego jednostavno krećem se po mreži na sve strane, sakupljam, proveravam, kontrolišem, upoređujem, pravim neke paralele, izvodim neke zaključke i na osnovu toga formiram neki stav, neku priču, koja veoma često ima dosta manjkavosti, ima dosta promašenih nekih prognoza, ima dosta netačnosti. Jednostavno, ja nisam onaj koji kreira događaje. Ja sam neko ko samo stoji sa strane i sve to posmatra. Gospodine Novo, da rečemo, postoji ovde во Srbija posebno, kao što službite preko odredeni igrači plasirati svoje informacije. To je posebno во Srbija, сепак тоа беше екс-Југославија, та беше голема држава со неколку нивоа на структури, на тајни служби, така натаму. И најчесто преку писатели. Разни писатели имат книги и книги напишани со информации од служби. На тој начин службите ги тестираат информациите или наоѓаат некој прозор, некој капиџи како тие информации кои во еден голем дел ќе станат вистините за 5 или за 10 години ќе бидат пласирани во јавноста. Јавноста ќе биде припремена за тоа што ќе случи. Вие не сте дел на тоа сценарио, колку што јас можам да видам, и вие тоа го правите сам. Еден голем дел на работите ги имате погодено, еден дел не ги имате погодено, меѓутоа како велат и во ЦИА проценки со 8 до 12% на точност се сметат за одлични резултати. И ако една ЦИА од своите анализи, своите проценки 8 до 12% вистините ги смета за одличен резултат, тогаш што ние обичните смртници да кажеме ако погодиме 60, 70 или 80%. Ако погодиме 100%, тоа ќе бидеме како Баба Вангија. Ке треба све да знаеме, тоа ќе бидеме видовити, а нема да бидеме аналитичари.
Ja ne radim za službu nijednu i, nažalost, ja bih voleo da radim za službu. Но што ќе ви е тоа? Ne, А може ко Путин ќе ne, станете da radim председател. za moju državu da radim. Izvinite, ja znam nešto. Nešto što je upotrebljivo ili je neupotrebljivo. Ja bih vrlo rado nešto što znam rekao službi, dajte, obratite pažnju, ovaj posao možete da završite preko ovoga, možete ovo ne možete, ovo ne znam i tako dalje. I na tom nivou bih vrlo rado sarađivao sa njima jer bih pomagao svojoj državi. Upozorite ministra da ne uradi to, da ne ide tako i tako dalje. Sa druge strane, služba bi mene, ako bi me angažovala, sa ciljem da ja prijavljujem šta je Vasko pričao kad je bio u Beogradu i s kim se sreo, mislim, nosite se, vi niste služba, vi ste Pijev me kafe, evo hotel Moskva, ja spijev čaj, той пиеше турско кафе. To nisu poslovi koji treba jedna služba da se radi. Така функционираат нашите служби, нели? Pa ako odrastu, ja sam spreman da im pomognem. Ovo беше емисијата во Центар, јас сум Васко Евтов, почитувани гледачи. Вечерашната емисија беше составена од 3 дела. Првиот дел беше анализа на тие црковни прашања, политички прашања и што ќе се случи околу еднината на Република Македонија. Вториот дел беше стожниот дел, интервјуто со господинот Воислав Шешел. И третиот дел, всушност, беше најава на 2 интервјуи кои ќе ги гледате до Нова година. Ние се гледаме повторно во четврток, 22 часот, до четврток, 22 часот. Пријатна вечер, Македонија, каде да си.